Социјалните мрежи на интернет се користат во делот за договорени малолетнички бракови кои водат до злоупотреба на деца и трговија со деца, алармираат социолозите. Тие момчиња со кои што девојчињата контактираат на Facebook не се оние вистинските сопружници, значи се случува девојчето да замине во странство и таму да му кажат дека ќе биде омажена за постар или за неговиот брат, за неговиот братучет и најчесто девојчињата нели се принудувани да слугуваат, значи вршат домашно слугување, питачење, некои стануваат жртви на сексуална експлоатација. Карактеристичен бил случајот на договорен брак преку Facebook на 14-годишно девојче од Македонија со 19-годишно момче од Франција, но по свадбата малечката невеста била жена на маж кој бил 20 години постар од неа и била робинка во куќата каде условите биле мизерни. Заштитата најмногу може да биде преку информирање, значи преку подигање на свеста и на родителите и на децата. Децата треба да знаат дека треба да се образуваат, треба да учат, исто така и нивните родители треба да ги надминат сите оние традиционални вредности кои што ги почитуваат. Официјални податоци за малолетнички бракови нема, но тоа не значи дека нема малечки невести на кои им е одземено детството. Во последните 4 години 13 девојчиња во Штип го прекина образованието за да станат жени. Малолетнички бракови постојат. Во 2012 година од 14.000 склопени бракови, 2000 биле малолетнички бракови. Малолетничките бракови не се непознати ниту за Делчево, ниту за Пехчевски Црник. Пријателка мажена млада? Има Колку години има? 12. И како живе сега? Па, сега има 3 деца Да. и живее под мостовите таму Скопје. Проектот "Не ми го одземајте моето детство" на невладината отворена порта и КАМ се спроведува во Скопје, Штип и Делчево, а е со поддршка на Американската амбасада.